Пратениците од ВМРО-ДПМН и од Коалицијата за подобра Македонија, повторно, овој пат директно од господинот Талат Џафери, бараме ден поскоро да свика итна седница на која што ќе се разгледа договорот за добрососедство и соработка со Република Бугарија. Инсистираме на итност, инсистираме на ден поскоро, заради тоа што после подпишување на овој договор, Собранието нема никаква уставна можност да го менува тој договор. Односно, ако договорот биде подпишан во онаа форма во која што беше презентиран пред нас, потоа е бадиела било каква дебата и дискусија во Собранието на Република Македонија. Очигледно е дека некој ја лаже јавноста, или господинот Заев ја излажа јавноста и Македонското собрание, кога тврдеше дека договорот е се уште отворен и може да претрпи измени, или господјата Захариева ја излажа бугарската јавност, кога кажа дека договорот е затворен и не може да претрпи никаква промена. Според нас, доколку не бидат вградени суштинските забелешки кои што ги дадовме до председателот на владата Зоран Заев, тогаш овој договор ќе биде штетен за Република Македонија. Од тука, крајно јасно и прецизно, бараме од господинот Талат Џафери да не ја одложува постапката за свикување на итна седница, заради тоа што на таков начин ќе биде и тој соучесник во процес кој што ќе е штетен за македонскиот народ и за Република Македонија. Цениме дека токму тој не смее да се стави себе си во позиција во која што би заштитувал договор на штета на македонскиот народ. Испуштени се можностите да констатираме дека во процесите кои што имаат клучно значење за Република Македонија, оваа влада и ова мнозинство ќе одат по принципот на транспарентност и инклузивност. Подпишување на договор кој што се уште не може да го види јавноста не е транспарентен процес и подпишување на договор во кој што нема да биде прифатена ниту една забелешка од страна на опозицијата не е инклузивен процес. Затоа повикуваме и дополнуваме дека токму ваквиот однос го оправдува постоењето на 10 пратенички групи на пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Очигледно дека зборовите за инклузивност, вклученост, подадена рака се само добра и убава обланда, а во пракса се игнорира. Вчера беше поднесено барањето во согласно со деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Еве до денеска нема никаков одговор од страна на господинот Талат Џафери. Значи ние не бараме дебата која што ќе се случува во септември или во октомври, далеку после склучување, подпишување на ваков договор, туку бараме дебата отворена, со приложен јавен нацрт договор со Бугарија, пред подпишување на договорот со Бугарија. Транспарентноста и јавноста во овој процес е најголема гаранција за заштита на интересите на Република Македонија и на македонскиот народ. Ако договорот е добар и ако договорот решава проблеми, како што велат тие, нема зошто да го кријат. Нити господинот Заев, нити господинот Димитров. Ако договорот е добар, тие ќе добијат поддршка и од Собранието, и од сите граѓани на Република Македонија. Криењето упорно на овој договор само по себе е јасна порака дека има нешто драстично, проблематично во овој договор. Ние, како пратеници од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра на Македонија, имаме целосна намера да помогнеме во овој процес. Посебно заради тоа што овој процес се поврзува со нашата патека кон Европската Унија и НАТО, но нема да дозволиме да бидеме алиби за штетни и погрешни политики на владеачкото мнозинство и на владата на Република Македонија. Благодарам. Дали има прашање на оваа тема или на било која друга тема? Повелете. Значи, во подготовката на тој план 369
не бевме повикани, нити консултирани, нити формално, нити неформално. Иако господинот Бујар Османи е добро информиран дека претходната влада тоа редовно го правеше со претходната опозиција. Зачудени сме зашто не бевме повикани во процесот на подготовка на тој план. Тој план го видовме кога го види целокупната јавност. Се произнесовме дека за целиот план нема да застанеме во генерален пакет и за секоја точка ќе бараме сериозни и длабоки консултации и вклученост на целото општество, но ќе бараме транспарентни и јасни постапки. Вклучувањето на партиските портпароли би ги нарекол во некакви форуми за реформи не даваат позитивна намера или сигнал дека оваа влада има намера инклузивно да ги води процесите. Имаме чувство со тие некои кадрови постапки кои што ги прават дека имаат намера строго партиски да ги тераат реформите. Сето она што е добро и што ќе помогне за Македонија да оди побрзо кон ЕУ и кон НАТО од нас ќе добие поддршка, но и сето она што не чини ќе биде сериозно анализирано и критикувано.